Добар ден. Јас сум професор по деленска настава Билјана Мирковиќ. Драго ни е. Доаѓам од Општинското основно училиште Блаже Коневски од Општината Аеродром. Денеска со вас ќе работиме предмет македонски јазик и вие ќе бидете првачиња. Ајде, договорено. Ќе препознаваме една голема печатна буква. Меѓутоа, пред да ви ја откријам буквата, би сакала да ви кажам една гатанка, Ајде. а вие да ја погодите, па заедно да откриеме на дечињата дома за која буква станува збор. Ајде. Ајде да ми кажете вие на мене, која е таа што низ цел свет шета гола и боса, меѓутоа толку многу им помага на луѓето, дури и ги облекува. Ајде размисли. Кој е тој? Шета гола и боса. Боса. Кој е боса? Да не е студена? Не. Не е студена. Шета гола и боса и сите ги облеку. Волна. Не. Игла. Точно така, браво, Да, Марија. Тоа е игла, предметот игла. Е сега, иглата нели е збор, Да. а секој збор го изговараме или усно, или го пишуваме. Пишуваме. Е така. Има една разлика помеѓу зборовите, кога ги изговараме усно, сите гласови што ги изговараме се наредени едно до друго како бисерчиња и тие се нарекуваат гласови. Меѓутоа, кога ги пишуваме во писменото изразување, сите што се наредени гласови ги нарекуваме букви. Да. Значи, устниот говор ни се гласови, а писмениот говор ни се букви. буквите. Е сега, во зборот игла, дали вие знаете од колку зборови, од колку гласови е составена? Од 4. Од 4. Ајде да пробаме да ги кажеме. И, Г, Л, А. Ете така. Зборот игла има 4 гласа. Првиот глас е гласот И, вториот е Г, третиот е Л и четвртиот, последниот е А. Денеска ќе се запознаеме со големата печатна буква. Тоа е првиот глас што го кажавме во зборот игла, а тоа е буквата И. Ете така, браво ученици. Ајде вие сега да ми кажете неколку зборови што први ви доаѓаат на вашиот ум, поврзани со гласот И. Итар. Итар може. Игло. Игло, точно. Иглу. Иглу. Да. Така. И така натаму. Може. Иверка. Може. Ивана. Имиња, може Да, и имиња може да имиња. кажеме, може. И така натака. Или. Или, добро. Зборчето или што ги поврзуваат зборовите Икона. во речениците. Исконска. Икона, добро. Ајде може да биде и на други места во зборот. Ајде. Книга. Книга, Тиркис. Тиркис. Твоето име? Ивана. А Марија, Марија. можеме да ја кажеме? Да. Марија. Така. Така. Го има гласот И, така? Да. Во моето име го има? Билјана. Билјана. Да. Значи, вторе гласот И во моето име. Тони на крајот на зборот. Браво! Значи, ќе зборуваме и за местоположбата на гласовите во зборот. Со тоа што мислите дека би се случило ако го изоставиме некој глас во зборот? Дали тој збор би бил Целосен. убав, целосен, правилно кажан или би бил смешен? Би бил смешан. Па мислам дека би делувал така некако Чудно. чудно. Сакате да пробаме? Ајде. Ајде. Ајде во моето име. Ајде. Да го изоставиме гласот И. Баљана. Билјана. 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 Баљана. Ајде во Марија. Мрија. Не, Мрија. Марија. Марија. Мрија. Да. Мрија. Ајде некое друго Ајде. зборче. Еве, пример, сетила го бил. Ајде, сетила. Може? Сетла. Седла. Сетла. Може. Значи не звучат убаво. Вд. Вд. Гла. Воопшто не звучува. Значи, многу е важно да ги знаеме гласовите и буквите од македонската азбука И да не ги голтаме. и да научиме правилно да ги изговараме. Така. Сега јас донесов тука да ви покажам како изгледа буквата И. Ајде погледнете и кажете ми, Може кон камерите да покажеме за да видат.
Да. Кажете ми, од какви линии е составена? Од стриктно правилни. Прави линии. Прави линии. Имаме две вертикални линии и една коса права Коса. линија. Така? Да. Ова, вака правилно се пишува буквата И. Меѓутоа, за да ја напишеме буквата И, нас многу ни е важно да знаеме и правилно да ја пишуваме. Односно, моливчето кога ќе го земеме во рака, линиите кои ќе ги повлекуваме за да составиме една буква, правилото кажува дека тие треба да бидат секогаш од горе надолу. Да. Никогаш од доле нагоре. Како да ги фрламе. Да. Значи, во секоја буква, во се што правите, многу е важно да вложите љубов. Се што се прави со љубов, на крај излегува Со плод. совршено. Така. Да. Со плод, може и така. Значи, буквата И се пишува. Прво ја пишуваме првата вертикална буква, па втората вертикална буква и на крај ја пишуваме третата коса буква која ги спојува двете вертикални букви. Мислите црта? Цртички би, да. Цртички, нека се линии, цртички. Црти. Како ви одговара на вас, може и така. Сега, спремив за вас една презентација во која што ќе погледнеме Марија? уште еднаш за правилното пишување на буквата И и воедно ќе на слайд да ја направиме. Ајде. И воедно ќе погледнеме местоположбата на буквата И каде се наоѓа во зборовите. Дали се наоѓа на почеток од зборот, на средина на зборот или на крајот Крајот од на зборот. Ајде. Одлично. Ова е големата печатна буква И. Таа е составена, нели, кажавме од 3 линии. Супер. Тоа се Овие првата. што ги гледаме, да. Аха. и како правилно треба да ја се напишеме. интересно. Да. Исто така, од каде да почнеме, по кој редослед? Другата и на крај косата. Еве буквата И. Дали можеме вака да напишеме? Можеме, не дека не можеме. Меѓутоа, многу често, освен децата, исто и луѓето, секогаш си го бараме полесниот и Полесниот побрзиот начин. начин. Да. Значи, нас ни е полесно да земеме вака да направиме, отколку, што реков, да го вложиме тој труд и таа љубов, за да ја направиме да биде Да изгледа совршена. наистина прекрасно. Ете така. Местоположба на буквата И во зборовите. Ајде сега ќе учиме низ една игра. Ајде. Меѓутоа, ваша задача е внимателно да слушаш, да размислиш, а И на да крај изговориш. да изговориш. Како се вртат звездите? Изговори правилно. Ајде. На почетокот од зборот. Што е ова? Игла. Игла, така? Игла. Нема да го делиме на слогови зборот. Игла. Само да си го кажеме Да се правилно. потенцираме. Ете така. Игла. На почетокот од зборот. Понатаму имаме Инка. 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 Исто така и ја гледаме на почеток од зборот. И имаме другарчето Ирвас. на Дедо Мраз, Ирвас. И таму го имаме, ја имаме буквата И на почетокот од зборот. Изговори правилно. Ајде, сега на средината. Во средината на зборот. Знаеш кога знам? Жито. Жито. Еве, во средина на зборот. Змија. Во средина и Тигар. Тигар. исто така во Тайгер. средина. Спремни првачиња сте ми да ви кажам. Браво за вас. Се знаем. И следи на крајот од зборот. Ова се Заби. заби. И то ни доаѓа на крајот од зборот. Пеперутки. Точно така. Исто така на крајот и букви. Букви. Ние- Букви. На шта азбука? Јас ке кажа азбука. Јас се кажам азбука, но Како сложувалки се? Да. Супер. Е, И сега? местоположба на гласот И во зборот, со тоа што сега само ќе погледнеме дали е на почеток, на средина или на крај. Ајде. Имаме иглата, На почеток. следи на почеток. Бидејќи учениците првачињата се уште не пишуваат, им правиме вакви квадратчиња каде што тие треба според сликата да обојат Да ја едно обојат. квадраче, местоположбата да ја одредат на гласовите. Жито е на Жито, средината на Така. зборот и забие на крајот на зборот. Точно.
Така. Супер. Сега. На повеќе места во зборот имаме. Изговори правилно. Авиони. Значи на колку места имаме? На 2. На две, точно така. На средина и на крајот од зборот. Ова е- Играчки. Играчки. Исто. Така. На две. На почетокот и на на крајот крајот. од зборот. Шишарки. Точно така. На средината и на средината крајот. и на крајот. И ова се индијанци. Индијанци, тука дали мислите дека 2 пати или 3 пати ја имаме? Индијанци. 3 пати мислам дека. 3 пати. Три И на пати, а може и почетокот, повеќе. и на средината, и на крајот од зборот. Дали ви Супер. се допадна ова? О, многу ми Да, се на допадна. вистина ми се И допадна. сега имам една задача за вас. Би сакала вие да ја моделирате буквата И со помош на овие одлично. манипулативи кои ги донесов. Може. Овие ќе ги трнеме. Може да ги повлечеме малку на страна. Еве повели. Еве. По колку ви се доволни? 3. 3, така, бидејќи составена од 3. Еве ја земам Линија. 3. Еве и почнете. Ајде, прво ќе оди Марија. Може и во исто време. Може, сакаш да се надпреваруваме? Сакам. Јас сум готова. Браво. Јас на кај мене ја направив, ама еве на кај. Сега ќе Обратно. ќе ја свртам на кај Ете камера. така, точно си ја направи. Одлично ученици. Еве ја. И мојата. И Е одлично. Јас мислам дека веќе научивте да ја препознавате големата печатна буква И. Нормално. Со тоа што имам и тука неколку сликички кои што би сакала со вас да ги разгледам. Ајде. Ќе се застанам во може во средина. средина, да. За вие да ми кажувате дали го има гласот И во овие зборчиња Добро. и каде се наоѓа, дали е на почеток, на средина или на крајот. може. Ајде, може. Што е ова? Ова е... Ајде Марија. Делфин. Или? Не, ова е делфин, да. Ова? Кит. Или кит. Кит. Кит, да. Еве го делфин. Ева го делфинот. Ова е кит. Дали во него го Да. има гласот И? На средината на зборот. Браво Марија, точно така. Ова е? Тоа е гасеница. Го има гласот. Го има. Така, браво. Куфери, Куфери. да. Каде го има? На крајот. На крајот, браво. Сидро. Го има. Каде? Во средината. Така, во средина. Лубеница го нема. Тоа лубеница го има. Го има во Во средина, средината на зборот. така. Лубеница го нема, го има. Го нема. Коцки. Коцки. На крајот на зборот. На крајот, браво. Среши. На Крајот на на зборот. крајот, браво. Делфин. Делфин. Во средината. Точно така. И точак. Ве- Или велосипед. Си Пет. пет. Так. Го има. Доволно е. Ова се броевите, Да. каде што можеме ние еве и усно да си ги Да си ги кажуваме повториме. дали ќе го најдеме гласот И во нив, во еден, Еден нема, два нема, три Три има. има. На крајот. Четири има. повторно. четири, Два пати го Два има. пати на средината и на крајот. Пет го Пет нема, нема, шест го нема, нема, седум го нема, седум, осум го нема, девет го нема, 10 го нема. Така е. Да. Ученици, на вистина сум многу задоволна денеска од вас. Како соработувавте, колку бевте Баш не е драго. посветени и се радувам бидејќи многу брзо научивте да ја Да представувате пишуваме, да. големата печатна буква И. А за домашна работа Ајде. имате со помош на пластелин, тесто или цевчиња да ја моделирате големата печатна буква И. Така. Еден така забавен, креативен начин, а потоа во учебникот по македонски јазик на страна број 92 нацртајте нешто што почнува на буквата И, а потоа заокружете ја со молив буквата И во текстот кој што ни е две реченици. Така. Благодариме Одлично. многу наставничке. Дечки, Да. Ви благодарам и јас на вам. еве бија домашната задача која што е многу интересна. Да, Па и вие многу моделирајте лесна. буквата и мислам дека можете да ги постирате работите во коментар на оваа емисија. Така што моделирајте, кој што е покреативна, веројатно ќе биде Верувам и- дека сите дома исто Да, имаат да, цевки и ќе биде навистина интересна домашна задача. Така. Ставете ги сликите во коментар, не заборавајте, ние одиме со џингл и се гледаме со следен час.